Почитувани, потроењето на граѓаните на Гостивар со над 4000 заболени граѓани, потроењето на уште 7 други населени места и загадување на 2 реки мора да има кривична одговорност од сите. Наместо да прикриваат и бараат виновници насекаде освен во сопствените редови, криминалната ВМРО мора да ја признаат вистината за тоталниот институционален колапс. Здравието на граѓаните го загрозија, а тоа е најважното нешто. Не можете да отруете цел град, загадување на вода да има и во 7 други населени места, на 2 реки, а никој од власта да не одговара. Целата власт, сите институции и сите механизми се во рацете на ВМРО-ОКГ и на Мицкоски. Нема бегање од одговорноста сега за труењето на Македонија. Прво, институциите признаат дека црвените светла им се запалиле предоцна. Додека илјадници гостиварци пиеле вода загадена со фекалии, никој не презел апсолутно ништо. Потоа ги крија податоците од јавноста. Сега кога кризата веќе ескалираше, признавате ризик од жолтица и други заразни болести. Она на што доктор Венко Филипче предупреди уште минатата недела. Дополнително, јавноста и денес нема добиено, нема видено официјален потпишан извештај за анализите на така наречената техничка вода. Кој институт ги изработил анализите? Кој го потпишал извештајот? Кој ја одобрил употребата на водата? Врз основа на кои параметри е утврдено дека водата е безбедна? Граѓаните на Гостивар, почитувани, ја плаќаат цената затоа што наместо стручност, наместо превенција и брза реакција, добија неспособност, прикривање информации и политички калкулации. Затоа, за ова мора да има и политичка и кривична одговорност. Кривично мора да одговараат министерот Сашо Клековски, директорката на Државниот санитарен и здравствен инспекторат, директорите на надлежните центри за јавно здравје, како и сите службени лица кои знаеле што се случува, ги криеле информациите, не презеле мерки и дозволиле здравието на граѓаните да биде загрозено. СДСМ нема да дозволи овој скандал да заврши со уште едно прикривање на вистината и правдата. Ви благодарам.